ова издание продолжуваат масовните протести во Белорусија. Минск бара помош од Москва. САД. Десетици контроверзни споменици се веќе отстранети. Дел од нив заглавени во процедурите. Покривање на тетоважи со навредлива содржина. Нов тренд во американските тату студија. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е Ньюслеш на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Продолжуваат протестите во Белорусија. Лукашенко побара помош од Путин, но договорот меѓу Минск и Москва најден отпор не само внатре во земјата, туку и кај меѓународната заедница. Масовните протести во Белорусија, кои бараат слободни избори среде закани за задушување од полицијата, инспирираа продемократски активисти низ целиот свет. Но и руската влада внимателно следи што се случува од другата страна на незината граница. Слично на долгогодишниот лидер Александар Лукашенко, рускиот претседател Владимир Путин доминира на домашната политичка сцена повеќе од 2 децении. Рускиот лидер сигнализираше дека Кремљ е подготвен да реагира во интерес на владата на Лукашенко и да ја држи државата под руско влијание ако тоа е потребно. Александр Григорьевич попросил меня. Александр Лукашенко побара да составам полициски сили од резервисти. Тоа го направив. Се договоривме да не се користат додека ситуацијата е под контрола. Зад калкулацијата на Путин стојат геополитички интереси, но и загриженост за тоа како белоруското продемократско движење би можело да се ослика дома, велат аналитичарите. Од една страна би требало да се пренесе од Белорусија, но од друга страна не имаме наши проблеми во Хабаровск. Илјадници во Хабаровск со недели протестираа по апсењето и отстранувањето на популарниот локален гувернер од страна на Кремљ, врз основа на обвинение за убиство од пред повеќе од 1 деценија. Демонстрантите се солидаризираат со белоруското опозицијско движење. Наводно дотруење на опозицијскиот лидер Алексеј Навални, пак уште повеќе го сколеми отпорот кон Путин. Кремљ ги одби барањата за истрага, велејќи дека заклучоците за троењето се преуранети. Поддржувачите на Навални велат дека најнадејната болест на лидерот на опозицијата е најнов знак дека политичкиот систем во Русија е лажиран, како и во соседна Белорусија. Навални бил активен околу регионалните избори закажани на 9 септември, но опозицијските кандидати се загрижени дека ситуацијата во Белорусија би можела да фрли сенка на пребројувањето на гласовите. Веќе не е ни прашање дали ќе има злоупотреби. Јасно е дека ќе има. Прашањето е дали ќе се повтори белоруското сценарио. Тврдењето на Лукашенко дека освоил 80% од гласовите предизвика јавен гнев и продлабочување на политичката криза. Како што русите се подготвуваат да излезат на гласање во тешки времиња, јавната доверба во резултатите може да одлучи до кој степен Белорусија ќе биде или нема да биде фактор во иднина. Отстранувањето на контроверзните споменици во САД може да биде отежнато поради наследниците на имотот на кој тие се наоѓаат. Таков е примерот со споменикот на генералот Роберт Ли во Ричмонд, Вирџинија. Овој плоштад во Ричмонд, Вирџинија, некогаш му оддаваше почит на Роберт Ли, командант во армијата на Конфедерацијата, кој се борел да го одржи робството за време на граѓанската војна во САД. Споменикот на Ли сега стана и символ на движењето Црните животи значат, благодарение на демонстрантите кои оставија нивен печат. Постојат различни сваќања за оваа статуа и за тоа што таа представува. Мислам дека спомениците се како флека на градот. Некогаш биле поставени за да ги потсетат црните луѓе за нивното место во Америка. Тие се ужасна слика за градот, неговите вредности, наследство. Постојан потсетник на нашите предци за она нешто тие морале да поминат. Мислам дека тоа досега требаше да биде далеку зад нас, а не. Другите конфедерацијски споменици се отстранети од локалните власти како резултат на протестите летова. Но отстранувањето на споменикот на Ли е отежнато поради донатор, одамна починат, што не дозволува да се почитува наредбата на гувернерот на оваа сојузна држава. Земјиштето на кое е кренат споменикот било дадено на сојузната држава во 1890-тите, токму за да се изгради овој споменик. Еден од наследниците на сопственикот на земјиштето вели дека отстранувањето на споменикот е против волјата и намерата на неговиот прадедо.
the heir to the donor of the land. Наследникот на собственикот на земјиштето даде забрана гувернерот да го отстрани споменикот, велејќи дека тоа ќе наштети на заедницата. Треба да ни дозволат да се сеќаваме на неправдата, на нашата историја, а не да ја избришеме. Ме прави тажна сиот гнев кај луѓето кои вака ги обезличуваат спомениците. Професорката Тейт вака го толкува правото во врска со случајот. Првото прашање е дали се работи за подарок, договор или вид на размена. Во случајов статуата е подарок од Асоциацијата на жени за обезбедување донации. Земјиштето е подарок на сојузната држава, а гувернерот има апсолутно право да реагира во име на државата во рамки на ова земјиште. Судот би можел да одлучи локацијата да ја врати на наследниците на донаторот. Во таква ситуација, Тейт верува дека градот би можел да го преземе приватното земјиште во интерес на јавна корист, а за тоа би ги обештетил наследниците. Прашањето е што ќе се случи со спомениците во ваков случај. Ако сакате историја, како ја што сакам, спомениците треба да останат дел од конфедерацијската историја. Голем музеј на Конфедерацијата не би бил проблем. Јас би одел да го видам музеот затоа што тоа е историја. Дали споменикот на Ли во Ричмонд ќе стане историја, останува да се види. Но освен отстранувањето на споменици во Соединетите држави, тренд е и прекривањето на тетоважи со символи од Конфедерацијата. Многумина се каат за изборот што го направиле пред многу години, па сега сакаат да го поправат. Мислам дека ние, како бела заедница, имаме голема одговорност да проговориме гласно и да бидеме слушнати. Избрешете ја омразата е кампања со која имаме за цел да ги прикриеме расистичките и навредливи тетоважи. Почнав да постирам работи со кои сакав да ја зголемам свесноста за црните животи се важни и за афроамериканската заедница. Тогаш ми пише еден човек со кој заедно оде во средно училиште, ми кажа дека има тетоважа со знамето на Конфедерацијата на своето стапало, се срами од неа и уште повеќе го погодува кога гледа што јас постирам. Ме праша дали може да ја покрием. Тогаш отидов во студиото и им кажав на вработените. Знаете, мислам дека би било одлична можност да му помогнеме на овој човек да ја покриеме тетоважата. Да започнеме кампања Избрешете ја омразата. Го отстранувам ова срце во кое го има знамето на Конфедерацијата. Тетоважата е бесплатна, но бараме минимална донација од $100 за организациите со кои соработуваме, кои помагаат на афроамериканските заедници. Луѓето навистина го поддржуваат она што го правиме. Има неколкумина кои се против. Нивниот аргумент е дека тоа е наследство, а не омраз и дека е символ на државната слобода или нешто слично. Но јас мислам дека, знаете, не сакам да навредувам, но мислам дека тие не се многу образовани во поглед на историјата и во однос на тоа што стои зад него и што символизира, која е целта на Конфедерацијата, да го зачува и зацврсти и робството. Моето лично искуство и секојдневниот живот ми покажале дека сум привилегиран. Да се биде бел маж во Америка, да се гледа неправдата и третманот кон афроамериканската заедница. Јас сум самокран татко на 4 деца и секогаш сакам да покажам со пример дека луѓето треба да ги цените во однос на нивното срце и нивните дела. И дека љубов е љубов, дека е универзална. Секој заслужува шанса и можност да живее и да биде сакан. Имам сватено дека во сите религии е универзално сваќањето за важноста на емпатијата, љубовта, сочувството. Да се биде овде во овој момент, во оваа нација е многу важно да се свати дека мора прогресивно да одиме напред кон еднаквоста за секое човечко суштество, особено за афроамериканската заедница која е најпотисната. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на гласнааmerika.com и на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!